Вака беше во август 2014 кога во германската престолнина се собраа лидерите на 6 земји од Западен Балкан и земјите членки на Европската унија на иницијалниот самит на Берлинскиот процес. Процесот замислен како платформа за зголемување на соработката меѓу западно-балканските држави и Европската унија во изминатите 10 години даде ефекти, особено во подготовката за идното членство, но и во мобилноста на граѓаните и креирањето позитивна клима меѓу соседите. Токму за тоа, но и за идните чекори денеска се дебатираше во собранието каде беше презентиран напредокот на Северна Македонија во Берлинскиот процес. После 10 години го гледаме како процес кој што дава резултати и кој што се разликува од сето она друго или она што било на почетокот замислено. Германија, една од клучните членки на Унијата, ја потврдува посветеноста за натамошното проширување кон Западен Балкан. Берлинскиот процес прерасна во институција се со цел да се приближи Западен Балкан кон Европската унија. Берлинскиот процес не е алтернатива за членство во ЕУ, туку е двигател што ќе овозможи побрзи и поконкретни чекори во интеграцијата кон Унијата, а тоа е крајната цел. Но и по 10 години од почетокот на Берлинскиот процес, ниту едно од земјите од Западен Балкан не само што не стана членка на Унијата, туку ниту направи посериозен исчекор во процесот на приближување. Берлинскиот процес треба сега сакам ова да го кажам, а да не прозвучи лошо, треба заврши што побрзо. Затоа што ако заврши побрзо Берлинскиот процес, тоа значи дека земјите од Западниот Балкан ќе бидат интегрирани во Европската унија. Значи, што побрзо да работиме, да ги исполниме сите работи од агендата на Берлинскиот процес, за тој да заврши, понатаму да не постои, а тој може да не постои само ако станеме ние полноправни членки на Европската унија. За тоа што треба новата влада да преземе за забрзување на пристапниот процес, денеска во Брисел на првата нивна средба разговараа еврокомесарот за проширување Вархеј и министерот за европски прашања Муртезани. Го информирав комесарот Вархеј за приоритетите на владата и го информирав дека европската интеграција на Република Северна Македонија е меѓу клучните приоритети на земјата. Еврокомесарот ме информираше и дека Европската комисија и институциите на Европската унија ја поздравуваат заложбата на владата, особено во брзината со која беше обработена и имплементирана реформската агенда, која што јас лично ја сметам како една од најголемите достигнувања на првите 100 дена на владата. Наредниот самит на Берлинскиот процес, на кој ќе се одбележи 10 годишнината од неговиот почеток, ќе се одржи овој октомври токму во Берлин. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.